Ајде, добар ден, брате. Опа! Во битолски. Како си, брат? Како е, брате? Кога не сме се виделе. Од сега, од пред Така, секунда две. 25 години те немам видено, брат. Вистина. Сме остареле, а? Да, лета време. Добар си, ти си прв Скопјанец влезе во југот и одма се фати за појасот. Така? Да. Обично така не се прави. Ама изгледа од Охрид малце те Не, префати. знаеш зошто? Затоа што видов кај ти е микрофонот. А, и ти Си текна. викам, ај сигурно е микрофонот тука и... Ти текна дека така ќе биде. Да. Имаш некоја рута сакаш да те повозам или ти е смачена од Скопје? Брат, терај само право. Ти ќе одеме И ки ќе се идем, да. Па ќе идеме лево од кај Джевер. Чекай да ми соберам некој со тротинетов да. Што направивте да ви ги искршија сите тротинети, едно време имаше. И ги фрлаа по континери, брат. Да, гледав. Ги фрлаа у парк, во езерцето. Јас не бев еден од тие што ги фрлаше, да знаеш, брат. Да не беше од тие што ги собираја. Не бев ни Не од беше тие ни што од ги нив. собира. А и нема видено дур се дешавала нека таква белја со тротинетија. И Да. некој би ја спречил, сигурно би им кажал, абе дечки, немојте да ги фрлате. Или девојчиња, Така не ги е. фрлајте тротинетите во... Ето во така, ти си еден од континерите. тие што на социјални мрежи во последно време сака да пренесат интересни пораки и така натаму. да. Да, за тие Нешто што позитивно, нешто да, убаво. за тие што не те знаат, еден човек на Да. Инстаграм, ама со кец. Кец Така. човек, како бројка еден. Кога те барав тешко беше нешто онака, Аха. ми излегва многу други луѓе со еден човек. А има и некој така ше подпишан, еден човек со да, букви, да. И малце тука збунка се Мгм. прави, затоа сакав да спомниме. Така. Беше Охрид, прави стендап. Еј, да, ама не бев со стендап во Охрид, бев со кабарето. А со Дел сум од кабаре во Уфорија. Охрид како велат кабаре, знаеш? Како велат? Кабарето. Да, кабарет, а баш и така се пишува, Да. кабаре, усвари со Аха. Т на крај. Баш охридско, Да. со Т на крај. Кабарето, со такво, Охридско. А, супер си помина вчера, завчера у Скопје имавме настап со кабарето. Чекај, тоа кабаре е патувачко кабаре? Да. И што значи така ја одите? Па, до сега сме биле во Софија, сме биле во Евгелија, во Скопје, во Охрид. Во Битола не идите од дека- конкуренција ви, а? Па, мислам дека ќе одиме некогаш и во Битола. Па може да, зашто да ќе не. одиме и во Битола. Сега сигурно не во Во кабарето Да, официјално да, кабаре, али во Центар за култура може да се направи Така. нешто интересно. Сигурно, Ете да. предлог, поздрав до одговорните во Центар за култура во Битола да се така, поканите. да, малку, може зашто да не. Која екипа сте таму, кои сте собрани? Таму сме екипа на балерини, актери, танчери, Музичари, пејачи, пејачи, така, да. од се по нешто. Доста драги колеги кои што ги познам од претходно што се во проектов, доста нови што ги запознав и баш ми е Да. драго што така се прошири Да, познавањето. иначе си актер, така. Да, инаку сум дипломиран актер. Дипломиран да. актер. Си работиш с глесарачето, вака си го чувано одам. Така. Еј, колку е јако, брат. А зошто не го наместиш да стои? Во Битола не мукает го викаме, тоа не знам како се вика по скопски. Што би требало да значи тоа? Од донака, немаш кој ќе немаш, како да речем, волја, некогаш не ти Така. дошло, дај ми се да заставам да го направам. Сега имам 300 други работи. Ете така, не само го се пролонгираш. Брат, Шо? јас мислам дека јакната ми мириса на пржени кришки, што Не, мислиш ти? јас мојата смрди. Не, мојата брат, сега пржев кришки дам. Од кафана идам, зато така. Ја ставам позади. И баш кај Не позади е хаос, назад ми е и лаптопот снимам назад аудио, само да не го исклучиш. Стави ме нешто. Негде овде десно, Овде да ја држам зад напред. мене, или така некако. Пржени кришки јадев, брат. На здравје, да ти се брати, јас кафана бев, ја Да. пржени тиквички јадев. Баш Си кладов на стори, скопски тиквички, битолски јадач. На здраве нека ти е, брат. Фала, брате. Битола имаш настапувано некој за нешто? Не. Тек сме почели тие кариерата. Не, знаеш дека не сум бил ни со стендап во Битола. Не си бил. Имав представа во Битола пред. Мислам дека има 3 години Аха. или има 2. Што представа? Големиот бел заговор во режија на Војо Цветановски Ја имавме настапувавте. премиера кај вас во театар. Епа добро, тога со Цветановски мора да е нешто битолско да се изведи, а? И што сакав? Да, имавме после тоа уште една изведба после некој месец кај вас во театар и стварно супер си поминав и запознав доста колеги кои што работат во театарот. Кај вас. Ќе сакам да зборниме нешто. Бифето има една многу убава Атмосфера, Си бил да, сигурно преубаво е, така. да. Таму младоста ми помина. Така, прекрасно. Да, прекрасно. преубаво е вистина. Да. Убав амбиент е Центар за култура и цел театар. Ми е муабетот, Да.
ти си креативен човек, се занимава со уметност. Сакам да кажем и дека и со рап се занимаваш, дека се занимаваш и со, не знам, еве, со стендап и со еден куп други работи. Така. Успат рилшиња се снимате со Александар. Да. Да. Така да, како мал, кој те препозна тебе дека ти имаш талент за еве за актерство, за музика, за уметност, за сценска уметност Па и дали имаше поддршка од дома? така, сега искрено да ти кажам, не се сеќавам дека имало некој момент каде што некој рекол, еј, абе, ти си добар, можеби Или треба сам да си се пробаш да пронајде? бидеш глумец. Едноставно ми беше интересно уште како помал така во тие школски представи. Прво нели у градинка, па у основна, уште од па у тогаш беше ти средно. си одеш интересно. Тоа ми беше интересно, да, искрено, ама јас во ниеден момент не сум мислел дека ќе се занимавам со ова, дека ќе студирам глума и така натаму. Си имав некои други планови за изборот на мојата професија, Да. општо така за животот, ама ова излезе Техничко само. Ајде техничко. Ова излезе така случајно, спонтано, ама па на крајот Си се пронајде во да, нештото, да. многу убаво и многу ми е драго што Добро, што избрав актер со не ова може се- да биде секој. Јас сакам да да се се дружам, занимавам. често се дружам со актери, мислам ми е така некако и работата моја се поврзва да речам Мгм. со таа професија. Да. Ми се најмногу интересни знаеш кога ќе прамуваме вака со актери. Секој сите кажувате кој ќе се запишуваме на драмски пример. На приемен тука е секој имат некоја интересна ситуација. Еј, стварно има ептен интересни ситуации таму. Ти што правеше на приемен, што те тераја да глумиш? Сега да се сетам. Заборај? Па не, немам заборавено. Сигурно Имав не си остел два впечаток. монолога имав. А, имаше добро. Два монолога, едниот беше од сомнително лице и другиот беше Астроф од Војковање. Така е, доста сериозен монолог, што ми е посебно Значи драг. на сериозност ти му влезе, а? Да. И мислам драг ми е монологот затоа што ете тој како да кажам, не ми ја отвори вратата тој монолог на ФДУ, ама со тој монолог ме Со примија тоа, на ФДУ и Значи видео потенцијал нешто тука во тебе. па да, сигурно. Кој беа во комисија? Што ме примиле во комисија беа сите професори од факултетот. Професорката нормално што ја зема класата таа година и стварно интересно, многу го си појнав. Пеевме и песна на Знаеш да приемниот. Да, ја пеев Deep Purple Soldier of Fortune. О. Многу убава песна. Таа ја пеев, рецитиравме поезија и од тоа се состоеше првиот круг. Бевме 57-8 луѓе. И од тогаш до сега вака што ти било нешто што најмногу ти е драго што си го постигнал ете во овој период? Па Кога За- се речеш е ова супер проект ми беше вистина. Па еве последно проектот во МНТ, во Македонскиот народен театар, имав премиера во декември на 17 со една прекрасна екипа стварно. И тоа ми е што е посебно драго во последниот период. Да, вака кога ќе се работува со други актери повозрасни од тебе, поискусни да речем, дават совети, ти дават насоки или Да. се Да. себични? Не, напротив. Отворени се, а? Ептен отворени, поготово мислам сега што работевме во екипа имаше Да. и од повозрасни актери и помлада екипа, тројца, четворица бевме, ама супер соработка и буквално многу отворени за секаков совет, за секаква идеја, Да се и се што. и за критика се разбира, тоа е секогаш добро дојдено, поготово од Да. нашите по Кажи ми со рапот што правиш, рецитираш или Повозрасни правиш битови? рецитирам, продуцираш? битовите на Допкуќата ги прави Лукс Кмала и слика е исто така, некојаш вклучен. Јасмин некојаш исто прави Снимате, имате инструментали. студија некое ваше? Да, имаме студиото на Допкуќата, се наоѓа на Илинденска. Добро. И мада еве сигурно година дена можеби и повеќе нема. Тоа го правиш немам нешто сериозно, снимано. сакаш да настапиш на тој дел или го правиш така забава како хоби? Како ти е? Како Па размислуваш? би рекол повеќе дека е забава, ама не би го исклучил тоа дека не е сериозно. Затоа што сепак мислам, јас не се класифицирам сега како некој јас сум рапер. Да, сум рапер. Само се најдов на право место во право време. Да, За имаш да, вака да бидам дел од екипата и стварно многу ми е драго. колаборација има со некои други рапери, нешто снимено? Па освен со членови од Допкуќата, Да. со другариве, со Секси Марса имаме една песна.
ние сме неколку души од Куќата и секци Марса. Со Кртот, првата песна ми освари со Кртот, и со Лука и Лазе. Да, и какви теми обработувате? Па Или рандом, што ќе ви дојде? искрено првава беше онака ептен, така беше полабаво, беше опфативме усвари за корона, Актуелно. карантинот, усвари тоа беше темата, беше карантинот. Тоа е така една интересна работа што се деси, што искочи тогаш. Баш почетокот беше кога стигна коронава кај нас. Многу интересна не беше реално, короната. Па да, не, нашиот проект. Проектот да, Да. короната како корона не знам колку беше интересно. Да, лудница беше. Ама добро тоа. беше искуство во животот што го преживеавме. Мгм. Што ќе се фалиме некој, знаеш кој ќе стариме, како дедовци. Така, внуците, да видиш памтите. 2020 што беше. Така. Пиши на интернет, му викаш на видео, отвориме пиши. Мојма ге не оче, види скоро. таму, Како- го гледаш тој таму, тој е дедо ти. Еко дедо ми што ми кажуваше за Втората светска војна. Така ние Кој ги иде кажуваме французите. како беше карантинот. Ете така, вистина, како си помина ти во карантинот, што правеше? И Пошто многу, тогаш многу уметниците работи беа правев. хаос. Многу работи правев, се занимавав со 300 работи, со некоја достава, со едно, со друго. Достава. Гледав што помалку да останам дома. Понегде имам видено дека имаш работено билјон работи, така? Да, работев доста. Мислам, и се уште работам повеќе ствари, нели, како што кажав, Да. се бавам со повеќе работи. Ама тоа се работи во кои што уживам. Стварно, мислам, поготово ова што спомнавме до сега со музика, со театар, со стендап, исто тоа многу ми е драго, јас има една година од како почнав да настапувам, да се занимавам со стендап и стварно ми е драго што го направив тој чекор. Се мислев некое време. Да. Дали треба, знаеш, Се тоа е веќе нешто сакам, се мислам. Малце е мислам дека е поголем е притисокот отколку да си со проби во театар или па на пример да снимаш рилс Да. или да снимаш нешто друго. Да, сосема Како се различна. чувствуваш ти на пример ете, во тие моменти кои ќе треба да Сосема различна и не би го нарекол тоа трема пред настап на стендап. возбуда е некоја, да. Некоја возбуда измешано со стрес, и пример мене лично обавезно тоа ми се вклучува негде 30 минути од прилика пред Да, настапот. пред настапот. Да, јас си знам пример ако од 9 настапот дека 8:35 нешто Да. ќе почне да ми се случува. Кој И ти е сега и- најдобар стендап кој е комичар од Македонија? Според тебе? Кој е така што си истакнал што ти остави впечаток? Па би рекол Сашко Гоцев. Да. Добар е Сашко, а? Го Сашко чекам во е- југото, Сашко те чекам во југото. Одличен е. Само Сашко, ми пролонгира Сашко. Да, Сашко те чекаат во југото. И тој ме чека за да дојдам в Скопје, ама тоа е тоа. Да, Ќе го имам Сашко, после да мислам, исто и Тони е, иако сега не прави стендап, Тони Михајловски, мислам дека е буквално цар на Добри се, добри се, комедијата. да. Исто и Сашко, значи не би ги Не би ги делел. да кажам ово е подобар, мислам како и да е. Да, улога во некој баш е филм македонски баш е убаво што ги има и што постојат и што има. Точно, да. И треба да има и нови, Има што да затоа видиш. сакав да Да, има доста нови у последно да време. се и презентират и нови малце. Јас сум еден од тие Така е, и да. баш ми е драго. Затоа и ми е драго што си во југото, пошто сакаме сета така и нови фаци да баш се ти промовират фала. малку. Во улога во филм си имал некаде некој ти понудил нешто да играш? Да. Прв пат мислам дека се појавив, мислам така на нешто поголемо во серија во фамилијата Марковски во втора сезона, прва и втора епизода. Па прва ја гледав, втора не ја гледав. Па да. Треба да ја изгледам, значи. Види најде негде, се надевам дека можеш да Има некаде, најдеш. да, сигурно. Да. И може да има и на Глеј. Сигурно, да, сигурно Да, има. треба да има на Глеј. Во втората сезона јас сум едно лошо дете од школово. Се прави некаква забава, јас одам на забавата и таму некои неубави работи се случуваат благодарение на мене. И Генгста си малце. потоа ме бркаат од школото и уствари така. За жал тој лик само Тоа е малку добро се што појави, уште ама ми можеш е да драго. играш ученик, значи во школска возраст. и Па уште- да, ама па сега не знам дали би можел, може би можел, ама тоа беше се уште бев на факултет. Така што има 5 години сигурно. Чекај, женичке да не ми рипниш на пешачки. Не, Само тама една. работа. Ја плашат малце пешаците во Скопје. Исто така имам така една мала епизодна улога во Мими филмот, Мгм. долгометражен македонски филм. Да, И се ме појавувам во диско.
Тој филм го пуштив, го изгледав 15 секунди и го исклучив, не знам зошто. Зошто? Ај пушти го изгледај го. Колку Не, што му трае? тој почетокот не ми даде шанса да сакам да го Како гледам. што беше почетокот? Па не знам во водата тука нешто ми се чини се макаја, не знам што правеа. Со базенот тоа беше Така нешто беше, не знам каде се сеќавам. Кој излезе за 15 секунди го пуштив. Така? Ама јас не сум реално фан на филмови, многу малку гледам филмови. И не знам зошто. Еве цело моје друштво сите гледаат филмови, јас сум така малку. Па еве јас ке ти порачам и ке те охрабрам да Не, сега дека го ти ќе изгледаш го гледам, и- се морам да видам Да, што се ете дешава. ќе ме видиш и мене таму, а и Малку мислам се дека стемнав, се, да. се што излегува се треба да се гледа. Да, добро. Нашите серии филмови што ете за жал не се многу бројни, треба да си ги почитуваме, да си ги негуваме, да си ги гледаме. Дали има продукции доволно вака во Македонија кај што може да се пласират и филмови и да вие да имате работни места како актери, дали е доволна бројката на нешто го поседуваме како држава? Па можеби не е доволна бројката, секогаш може повеќе, ама дека нема продукции, тоа не е вистина, има продукции. Да, ама поќе до свадби снимат. Па не, за такви продукции не ни збориме. Ама јас верувам и еве ќе ти кажам, знам дека ќе одат на подобро работите. Како И во однос на театар и во однос на филм, затоа што еве сега јас наполни 26 години, знам на што све се спремни и колку се способни моите колеги кои што се Да. колку мене и малку повозрасни од мене, а полека доаѓа нашето време. Е, така е, Каде да. што ние ќе треба да ги И мотивирате да ги помладите направиме промените и ќе можеме да ги така, направиме. Така, да. Ето така си одат некако тие работи. И знам дека не викам дека повозрастниве колеги, тие што се сега in charge, дека не прават нешто или не можат, ама ние дополнително ќе помогнеме и едноставно сакаме да се придвижат работите понапред и понапред. Така е, Што новите генерации повеќе. нови идеи имаат и некако нешто Да. инако размислуваат од се останато. Гледаш од долгометражни нешта се скративме на рилси од 15 секунди, 20 секунди. Да. Некако така оди во скратена форма, трпение немат нешто луѓето, Ама може и ти затоа си го гледал филмот 15 секунди Па толку. веројатно рил ми треба, Да, не да, сакам да. видам. Вниманието така ни е научено да изгледаш 15 Вистина, да. секунди. Вистина, Ако ма го така. отвориш малце ќе се слуша убаво се. Слободно, брате. Така. Јас сум тонец по професија, ако не се слуша добро, Е, срам па да ми е. супер. Срам да Знаеш ми е. знаеш дека имам другар кој што не знам дали точно тонец, ама нешто околу звук има работено во театарот или у центарот. Во Битола? Да. Биша. Кико Мануиловиќ, дали го знаеш? Знам, Го да, знаеш? знаеме, нормално. Еј, поздрав до него. Поздрав, Сигурно Кико. ќе ја гледа епизода, Имам да. работено и јас мислам да, пошто Да? јас снимам да речем. Мгм. На многу проекти си имаме сретната заедно со Кико. Со Така. клучовите овде што ги носи секогаш на Да, фермерки. се запознавме. Некоја мака имам јас со една кола што ја реставрирам сега и што ја спремам. Што кола спремаш? E20 BMW. Добро. И он истите тие маки ги има поминато. Да, и се ти дава И совети. сега да, он заедно со уште еден негов другар и мој веќе Виктор Фириев ми помагаат, порачуваме, он е нели во Германија живее. Па се не знам многу не Да, порачувам делови во Германија, они ми помагаат, ми испраќаат навака, затоа што има Не, некои делови одлично. што не може тука да се најдат. А Сепак колава е 76-та година. Ајде. Ја најдов во така не толку добра состојба колата во 2020. Се одлучив да ја земам и малце ме почека колата едно 4 години Бе, добро, да никогаш се не е решам касно, да се решам да ја направам и Почнав почнав. му додам, ќе одиме кај Оди тебе, да. слободно, да. И да ти кажам, еве сега сум на еден добар пат. Ја средувам, интериерот го средиш. средив, исфарбана е. Е, па сега ќе Има уште ќе работа. ти поможам и јас со некои работи се тука, ако нешто ти Така, треба, ќе ти да ми кажам. даеш 1500 евра, брат. Се ќе видиш и ќе ти дам, брате, ќе видиш. Малце чуден ми си со гушкањето таму со Александар, нешто се Еј, капите. да, ама не бе, брат, тоа само со него, тоа гушкање само со него го има. Така што уживај, да. Јас па ти носам женски парфем. Женски па е супер, таман. Ето Само, така. ама нека не се гледа тоа на не биде дел од епизодата да можам да кажам и дека сум купил. Ме Ама разбираш? нема да не може, ќе се види. Јас не лажам, брате. Океј, тоа Види шубов на паркингче најдов одно. Позади голф седмица на автобуска. Точно. Ти не кажеш веќе паркирам Нема се во врска, Битола, ајде. прописан овде не можам да видам прописан. Знај зошто овде вака правно? Да те Зошто? дарувам, брате. Да Ајде, те брат. дарувам. Почнуваме, мораш да дојдеш во Битола прво. Да се Добро. одиш во Ива бјути центарот на третман. Да бидеш. Обавезно, обожавам да одам во Ива бјути центарот на На Трета. третмани многу сакаш, е? Така, фала ти многу. Кучиња мачиња чуваш? Да, имам 2 кучиња и едно маче. Како ти се викат? Арта Честер и мачето се вика Зора.
Јас ти носам квалитетна храна од 5+ за твоите миленичи. Еј, многу ти благодарам, брат. Види, тежи малце. Да, баш Сум баш ти наклон. фала, баш убав подарок. Ама нормално за сите да има во југото. И еве ти на женско парфемче од парфемерија Ноир. Супер. Пошто се капите таму по тушкабини. Да. Абе јас му набешав на колата нешто, ама он погрешно ме разбра. Ми се допаѓа парфемчето, да. Знам на кого Така. ќе го подарам. Може би на полбабата половина. Така, да. Научарчиње за сонце носиш, диоптрија нема се уште. Немам, па зошто се уште као демек треба да имам? Па као со годините, знаеш што така иди тоа. Па- Ама чеки рано ти е. Не мора да значи, али немам. Ќе си дојдеш пак по Битола, значи оптика диоптрика М ти доделува 15% попуст. На Еј, ти научари има благодарам. многу Има дочери брендови. за сонце, така? Има, да. И за Супер. оптика, и за сонце. Гифт карт 15% ти Ето благодарам. така. И од овде се говорам за BMW-то најмногу ќе ти се најде уживо. Ајде. Да. Први напред дарувам, после одназад. Така. Така обратно беше. Први надназад почна. Ваучерот кај Јоцо Solution, ова е еден многу јак сервис во Битола. Така, еј, За супер. коли, така да мислам дека само контакт да направиш со дечкото, ти имаш одлична соработка и мислам дека за многу работи за благодарам. BMW-то ако ти треба може да ти се најде. Ти благодарам. Јоцо ефте. Solution на Инстаграм може да го најдеш, значи буквално мислам дека Така. голем дел што ти фали може да ти поможи во животот, ако ништо. Сигурно ќе ми се најде. Да. Фала ти затоа што ја и често пати одам во Битола. Односно моето потекло е од Битола, од Гермијан. Прадедо ми Гермијан. има дојдено, да, во Скопје. Да. И се уште Битолски постои збораш? нашата. Па малку да, Малку така. можам. Инаку се уште постои куќата каде што он живеел. И јас често пати знам да отидам таму. Пријатно се осеќам кога сум таму и последен Битола ми е пат- еден стварно драг град. Да, следен пат кога ќе идеш Битола ќе ми се јавиш и ќе одиме на конјарка, нели таму е Гермијан врвиш, сите тие сели имаш оде на конјарка? Да, дали тоа е према овој Тоа е, значи, ловечкиот дом што е? Да. Таму е? Да. Да. Многу Ама убав. има модено навечер, треба преку ден да се оди. Ти Знам идеш- има убаво со летниковци Точно, направено идеш едно имаш друго. прајано ти на вечер таму шиваш. Не, бевме во домот со татко ми и со некои роднини, некоја вечера правевме таму. Така убаво е, да, убаво. Мислам Да. местото е баш преубаво. Да, прекрасно. Така да ќе те носам некојаш ако дојде слободно ќе одиме до она. Кажи ми Обавезно. бензинска кај има во близина, јас мислам дека со бензин сум при крај. Бензинска во близина, Да. врти се полукружно, да. Може онамо ти е пошироко за да ја свртиш. А ти што мислиш, јас возам автобус? Да, уствари, да. Ова е Ја убаво, вртиш бе. и тука. Не, се нема толка фаин шлак што се вика. Ама морам вака да направам. Еј, не, заборев нешто друго, ти имам спремено. Ама ако одам што ќе направам ништо, Мислам паркинг дека има. не искачам. Ама супер, има паркинг. Ајде, Тоа ми да, треба. има. Ако треба ќе ја туркаме за бензин. Нема гајле. Јас имам спремено, чекај бе вака на страна да ќе бидам Ајде. да не му сметам. Имам спремено еден скопски квиз за тебе. Ајде. И сега сакам да го направиме. 1, 2, 3, 4, 5. Чекај да видам добро. Буквата број Г. Еве вака. Значи, одбери си бројка и не ми ја кажувај. Ајде, не ти ја Си кажам. одбрал? Да. Добро. Одбери си уште една, исто така немој да ми ја кажуваш. Добро. Собери ги двете бројки што ги одбрав. Ги собрав. Ти дојде резултат еден, така? Да, резултат. Ајде, се одбери Исто и тоа е бројка. точно. Одбери уште еден број Добро. и одземи го од резултатот што ти дојде. Колку дојде бројот? Да ти кажам сега Да, колку сега е кажи бројот? ми колку ти дојде резултатот. 4. 4? Да. Браво. Многу добар. Тоа беше. Ми се свига, брат. Толку беше. Добар е. Фала ти за Добар е. Што ми го изигра? Да. Овој дали го правиш често, дали го имаш и на претходниот гостин или не? Не, на претходни. Не. Го чувам за тебе. Многу јак. Многу јак квиз. Многу убаво си поминав на квизот. Да, Јас се сакам да ги пријавив на поздравам. Да, сакам да ги поздравам сите од кај мене, од населба. Што не гледаат? Така што не гледаат. И пак ќе се пријавам наредната година. Ето така, јас ќе те чекам со нов квиз наредната година. Еј, добро беше. Не, очекував нешто биде како и сад ќе ми ја погодиш бројка така ова. Не сум магијаничар, брат, Да, јас југо да. возам. Може од овде да име за према Да бензин. идиме, ајде. Да. За крај уште само кажи ми како си врвиш вака во југото низ Скопје, дали добро се Супер. чувствуваш? Да. Дали убаво си поминуваш вака во емисијата? Емисијата супер, лабаво, пуштено, дури заборив дека сум во емисија. Така, така е Правиме малце, муабет, да. Чувството е Што такво. сакав да кажам, се немам одамна возено во југо, стварно одамна, можеби негде второ, трето деление. Имавме ние југо. Југце? Бело, да.
Сега не памтам што беше тоа, нели има 55-ка, 65-ка. Има да модели е куп, ама југо е југо. Да. Тоа е брендот. Какво сака нека е југо е. Знам дека штопчињата не беа од малите, Од поголемите од беа. тие поголемите, да. Малце понов. Да. Добро. И ова е новичко. Тоа е од најновото. Уште 100.000 километри немам поминато. Стварно? Да, 90.457. Кај да се до Битола ќе имам 91. Супер, супер. А што сакав? Ајде, И прашај која го. година е? 2006. 2006. Да. Поново од БМВ-то што го реставрираш. Ептен поново 76-та е моето БМВ. 86-та, 96-та, 2006-та, 30 години, брат. 30 години. 30 години, јас сум 33, брате, видиме со 30 бела години е коса. понова од кола што е реставрирана во моментов. А што викаш косата? Бела коса и јас имам 33 години. Каде едно-две имаш, брат? Едно на брадата се ми никна од кога дојде од Скопје. А он го видел и едва чека него да го праши да рече, еве го овде на брадата. Па имам, остаре. Ништо немаш гајле, бе, брат. Абе се тоа е, че стариме сите. Колку направи? 42-3? 50. Ете така, Не, брате. јас тоа викам, брат, знаеш кога си стар, 90 кога ќе наполниш, можеш да кажеш, еј, сега стар сум. Ако стигнеме до тоа, брате, со ова темпо на живот. Ќе стигнеме, живи здрави сум. Здраве Боже, ќе биде така. Да не сакаш да ја поздравиш гледачите, нешто и да се одјавиме. Многу сакам да ги поздравам Аха. гледачите, ви благодарам што изгледате оваа Зато епизода. ако не гледам се супер, е? Да, бидете така. Сабскрајбнете на каналот на како се викаше Мими каналот? Марковски. Мими Марковски и И Уживајте, фоловнете го на бидете Инстаграм така. еден човек. така. Ете така, гледајте не во следно издание. Чао, чао. Чао, чао.